Почитувани академици, почитуван архиепископ Стефан, поглавар на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, почитувани архиереи на Македонската православна црква, почитуван директор на Институтот за фолклор, доктор Зоранчо Малинов, важени автори на изложбата, срдечно ви поздравувам од името на Македонската академија на науките и уметностите и мое лично име и ви посакувам да обредојде на отворањето на изложбата Македонија во 1900 година. Фотографии од научната експедиција на академикот Никодим Павлович Кондаков, член на Руската академија на науки и Руската академија на уметности. Изложбата има за цел пред македонската културна и научна јавност да ја промовира збирката на фотографии од научната експедиција на Руската академија на науките во Македонија во 1900 година, воедно одбележувајќи 125 години од истражувачката мисија и 100 години од смртта на големиот истражувач и византолог Никодим Павлович Кондаков. Досега оваа вредна фотографска збирка била само делумно презентирана и во најголема мера останала непозната на пошироката јавност. Денеска ја представуваме во целост, истовремено поместена и публикувана во засебна фотомонографија која на целиот настан му дава голема дополнителна вредност. Задоволството е поголемо ако се знае дека во процесот и заложбите за добивање на овој материјал голема заслуга имал и академик Гане Тодоровски, кој од позиција на амбасадор на Македонија во Руската Федерација ги имал и првите допири со материјалите и фотографиите од збирката. Тој е фактички првиот кој не сочинува прелиминарната листа на фотографиите кои ги препорачува за преземање од институтот и потоа нивно презентирање пред македонската јавност. Одредени заслуги во овој процес имал и академик Блаже Ристевски. Користам прилика да изразам голема благодарност до Руската академија на науките за што ги отстапи овие фотографии на институтот. Дозволете ми да го честитам јубилеот 75 години од основањето на Институтот за фолклор Марко Цепенков и да ви посакам, почитуван директор, успешна и плодотворна работа и во годините кои што предстојат. А на гостите на публиката, значи, желам да уживаат во овие фотографии, да видат која е била Македонија, етничка, географска Македонија пред 125 години. Благодарам на вниманието. Особено за тоа сум и почнил да го поздравам господин Стефан, архиепископот на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, со кого се знамо 30 на година, кој беше епископ на Бегалничката епархија со седиште во Штип. Сум бил кај него на името на Свети Стефан и лично беше голем задоволство. Ги поздравам сите останати гости, особено чест е за Институтот за фолклор, кој што ова година, кој што спомна и академик Живко Попов, прославува 75 годишен јубилеј од основањето. После Институт за национална историја сте најстариот институт за фолклор во државата. Сепак 75 години е четвртен век. Се надеваме ке многу ми од нас ке доживееме 100 години да прославуваме. За самата изложба и за самата монографија, кој што мора да изведам некои личности кои се најзаслужни за сето тоа, освен што господинот академик Попов ги спомна амбасадорот тогашен Гане Тодоровски и академик Блаже Ристевски, кој има голем особено за истражувањето на оваа експедиција има посветен големо време и одвоил посебни трудови за таа експедиција. Морам јас како директор на Институтот за фолклор да издвојам неколку личности од нашата институција. Тоа е пред се тогашната директорка доктор Селин Пиличкова, која што благодарение на нејзините заложби, контакти со луѓе од Руската академија, нормално тука и амбасадорот тогашен на нашата држава во
Руската федерација, господин Канко Водовски. Сето тоа успешно се заврши, а фотографиите има донесено колегата доктор Боне Величковски, кој што од Москва ги донесе во Скопје во нашата архивска институт за фото. Тоа се случуваше некаде пред 20 на години и благодарение на колешките доктор Јасминка Христо Величкова, која што исто така им учествува во кореспонденцијата со Руската академија и на нешто помладата колешка доктор Емилија Апостолова-Чаловска, успеавме, значи во овие последни 2-3 години да направиме ова трета изложба, претходно имавме во Битола, имавме во Охрид со тематски посветени на самите тие градови, во Битола беше малку и за цела Македонија, во Охрид беше само за Охрид, а кроната е овде во храмот на македонската наука во Ману. И ова изложба, како што можете да видите, содржи над 100 фотографии. Почитуван председател на МАНО, доктор Живко Попов, почитувани академици, почитуван господин Стефан, архиепископ на Македонската православна црква, почитуван директоре, Горанче Малинов, почитувани колеги, пријатели, гости. Мене ми представува слуга на чест што гледам толку познати и непознати лица во публиката. Ви благодарам на сите што дојдовте денес да споделиме ова наша голема радост и гордост. Јас да имам таа благородна задача да се заблагодарам на сите кои беа вклучени во овој процес. Иако може би ќе биде повторување, сепак и мене ми представува чест да се заблагодарам прво на колегите кои учествувале 20 години на почетокот на овој милениум во овој многу значаен процес, а тоа е да се донесе збирката фотографии во Македонија. Пред се, огромна благодарност на колешката доктор Севим Величкова, во тоа време директор на Институтот за фолклор. Научната мисија на Никодим Павлович Фонтаков во 1900 година, поддржувана од Руската императорска академија на науките во Санкт Петербург и Рускиот археолошки институт во Константинопол, во историографијата се издвојува како настан од посебно значење во процесот на откривањето и истражувањето на историјата и културата на Македонија, тогаш се уште во рамките на Османлиската империја. Македонија во своите историски, географски и етнички граници во текот на 19 век, посебно во контекст на изменетите историски околности поттикнати од реформите во Османлиската империја и настанување на новите национални држави на Балканот, станува една од најинтересните и најпривлечните за љубителите, за љубопитните патеписци и истражувачите на старините, традицијата, духовната и материјалната култура. Видео